Лицата кои утре ќе скокаат по Светиот крст да бидат исклучително внимателни, предпазливи и сериозни, советуваат лекарите. Имајќи го во предвид студеното време и ниските температури, лицата треба да бидат здрави со потврда од матичен лекар. При влегување во вода не треба да консумираат алкохол и во студените води не треба да се задржуваат повеќе од 3 минути. На таков начин ќе се избегне шок на телото, премрзнување, односно хипотермија. Имајќи ги во предвид временските услови и ниските температури на водата, повикуваме на исклучителна внимателност, предпазливост и сериозност. Во предвид треба да потенцираме дека никако не треба пред време да се влегува во вода. Лицата кои што ќе влегуваат во вода да носат обувки и никако да не се задржуваат повеќе од 3 минути во водата. При излегувањето да облекуваат сува и топла облека, за да се избегне, сето ова го нагласувам, за да се избегне опасноста од смрзнатини и хипотермија на телото. Пред да се влезе во вода, никако да не се консумира алкохол, бидејќи може да се постигне спротивен ефект и да дојде до побрзо премрзнување, односно измрзнување. И најважно од се, лицата кои што ќе влегуваат во вода, треба да бидат во добра здравствена состојба и да имаат потврда од матичен лекар за нивната здравствена состојба. И во самото пријавување граѓаните кои сакаат да скокаат по Светиот крст, треба да приложат потврда од матичен лекар дека се здрави. На тој начин се избегнува можност од несакани последици по влегувањето во студените води.